На Штип му се заканува прекинување на вековната традиција за одење на бања. Пред неколку дена државата издаде решение за одземање на топлата вода од Кежовица, која е дел од јавното предпријатие ИСАР. Веднаш треба да се одземе водата, а знаете дека и од бањата Кежовица вода оди во физикална терапија, автоматски физикална терапија ќе снема вода за лекување на болните. Решението кое многумина го толкуваат како апсурдно и контра интересите на штипјани било изготвено експресно и без законскиот рок за надминување на констатираните недоследности. Јас решението не сакав да го потпишам и нема да го потпишам за одземање на водата. Во фаза на поставка сме на вадење на документот кој што треба да комплетираме со самата вода во бањата, бидејќи тие ни бараат документ за концесија. Ние имаме некој договор склучено да имаме одредени количини на вода кои што можеме да ги користиме од вкупните количини на вода во геотермалната вода. Само во последните 2 години ИСАР во реновирање на собите, машкиот дел од бањата и дворното место инвестираше околу 3 милиони денари. Лани пролетта не беше толку средено, ама есента нај. А годинава како што гледам, сега уште подобро. Ова бројот на гости во сместувачкиот и капачкиот дел го зголеми речиси двојно. Бележиме дневно околу 300 капачи, 300 па во зимниот период до 500-600 гости, имаме дневно посетители во викендот. Од тука најавата за можно затворање на бањата, штипјани ја коментираат на следниот начин. Лесноумни некои, лесноумни, што не размислуват. Ако немаш пари, не иди да се бањаш. А што е 6 динара? Стопли дома вода, бојлер, едно, друго, дупло. Полошо ќе биде за старците и за младите. Инаку водата во Кежовица е со температура од 62 степени на изворот и се смета за една од најлековитите во државата. Пред извесен период државата истата ја даде под концесија со обврска, новиот концесионер дел од водата да дава за бањата и физикалната терапија.